Западниот дел на Македонија, на 45 км далеченост од Битола, а на 800 метра западно од магистралниот пат Битола-Кичево, се наоѓа селото Бабино на 660 до 700 метра надморска височина и спаѓа во категоријата ридско-планински села, сместено по двете страни на мала река која се влива во Црна, заграбено од гранките на Павлов рид, Трисинори и Курати. Полека Бабино се урива. Стотината куќи кои некогаш беа полни со луѓе, деца и млади, сега се распаѓаат на гризани од негрижата и староста. Во отоманските записи од 1611-1612 година, селото е запишано како Бабине со 47 джизине ханета или преведено домаќинства. Во 2002 според пописот се регистрирани 34 жители. Главно бабинци се иселувале по градовете. Само оние науките велат заминале во Австралија и тоа во мал број. Што куќи имаше? Многу луѓе имаше, многу весело беше. Имаше еден со виолина одгоре, еден со хармоника, долу уште еден со хармоника, еден со примче, Миле се викаше. Уште еден Миле, Ристе и Васко. Весело беше на понивето подавне, се враќавне со пеење и уморени си идевне. И паван си слезевне на сред село да играме. Баба Љубица има 74 години, сега тука доаѓа само на лето. Вели порано беше убаво и весело, сега е никакво. Празно е селото, никој ништо не работи, селото е заборавено. Ова село е познато по приватната библиотека на Стево Степановски, која брои 15.000 книги, која обиди има и за селски туризам. Велат, нека дојдат на викенд, има куќи, нека дојдат, додека се уште не распаднати, а на Дуовден традиционално се одржуваат бабинските средби. Беше весело. Знаеш колку многу луѓе тогаш се собра. Сега, прошлата недела. А тие луѓе да се вратат барем една четвртина. И сега не сакат да се вратат. Нема животот овде интересен сега. И многу има Демирхисар, а Демирхисар ништо нема е полго од овде. Ако сакат таму да работат, можат да одат да се враќат. Некаде. Полето појчет пола не работат. Покрај библиотеката постои и споменик за НОП. Додека разговаравме со баба Љубица на гости, дојде и Јованка, која има 76 години. Сега живее во Скопје, на лето доаѓа во Бабино. Сега е никакво. Луѓе нема. Млади уопште, 3-4 баби. Толку. А порано имаш околу во моје време околу 90 куќи. Училиштето работеше. За Бабино велат е нова населба, стара е околу 300 години, а се верува дека името го добило според клетва од пред многу време, кога некоја баба, незините лоши снаи ја протерале од куќата и таа осамена живеела на падините на Илинска планина. Прогонета, старицата го проколнала сиот женски род од тој крај, на стари години да живее самотнички живот како неа, во што и денес веруваат оние 15 баби кои се постојани жители на Бабино без машка придружба преку цела година. Карактеристично за ова село е што жителите биле уште одамна многу писмени. Имало дури 75 учители, многу доктори на науки, уметници, фотографи, лекари и други истакнати професии, и кај машките и кај женските. Првата година кога се отвори таа седмолетка или како да речам, не знам и јас, бевме две женски само од овде, после другата година имаше веќе повеќе. И во селово школувани има многу луѓе, и женски, и машки. Јас бев 27-та учителка. Баба Јованка ни раскажи дека незината баба, која била девојче во Турско, била описменета од страна на дојденка во Бабино, која скришум во куќа ги учила децата од селото. Позната е Измејовата пештера, која си има и свое предание. На меѓа меѓу Доленци Бабино. Пештерата има внатре 2 сталактити или како се тоа. Таму се собира на духови на Дуовден. Порано многу од сите села се собира да се мијат. Знаете како е, бабин деветини да се смијат. И дури во ова време идеја тука што чуле дека ако се напијат, се измијат од таа вода, ќе родат некој што нема деца.
Донева ни откри еден податок за незиниот татко Милан Спасеновски. Беше сам татко ми беше фотограф, едини може би во Македонија најстар селски фотограф. Вакви со вакви ногари и со тој апарат што се покрива преку глава со црно, да се сними купен од Кеманаки. И тој е самоук отишол да се слика за лична карта и многу тоа му се допаднало. Апаратот го чува во Скопје како и првите негативи кои се работеле на стакло, па на планк филм и слично. Во Бабино препознатливо јадење е зелникот со прас печен подвршник, бакрданик со пршки, речната пастрмка, долука и рибникот, киселата зелка со буковка и печеното месо на жар во